Штип деновиве го чествува раѓањето на Ацо Шопов, поет чии дела се на врвот на светската поезија. Манифестацијата Денови на Ацо Шопов, започната во 1985 година, 3 години по смртта на поетот, годинава продолжува со поетски читања, промоција на поетски дела и други манифестации во организација на Центарот за култура во Штип, што го носи името на поетот. Централниот настан од програмата за одбележување на 93 годишнината од раѓањето на Шопов е во четврток, 22 декември. На 22 за прв пат Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип доделува признанија на поединци и на институции кои што дале сериозен прилог во афирмација на ликот и делото на Ацо Шопов. За годинава признанијата ќе ги добијат Благој Самоников, поетот од Штип, Народната библиотека Гоце Делчев во Штип и Друштвото на писателите од Македонија. На 22 во спомен собата на Ацо Шопов во 12 часот пред доделувањето на признанијата на поединци и на институции ќе има промоција на CD аудио снимка на поезијата на Ацо Шопов. Стихови на CD-то говори нашиот актер Страшо Милошевски. Благој Самоников добар дел од својот професионален век го посвети на поезијата на Ацо Шопов, но посебно е горд на оформувањето на спомен собата на Шопов во Центарот за култура, која како автентично окружување на поетот е често посетувана од љубителите на литературата. Бидејќи токму на промоцијата на таа соба, Анте Поповски рече дека кој сака да се запознае со делото на Шопов, најнапред треба да дојде во Домот на културата, да се запознае со неговите работи, што тој во животот се служил, книги, изворни и така натаму. Во рамки на програмата денес во Скопје беше промовирана поетска збирка Непродзирна светлина, подпишана од поетот Благој Самоников. За утре најавеното гостување на Охридскиот театар со представа работена според поезијата на Петре М. Андреевски, Дениција, е откажана за некој нареден термин.